Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Мерки за подобрување на сообраќајната безбедност во местноста Аеродром на патот кон Пониква ќе иницира Центарот за управување со кризи. При работната посета на терен, директорот на Центарот Стојанче Ангелов нагласи дека неопходно е да се постави соодветна сигнализација и физички препреки, за да се намали опасноста од трагични сообраќајни несреќи. Центарот за управување со кризи покренува постапка за сообраќајно обезбедување во местноста Аеродром на регионалниот патен правец Пониква-Кочани, за да се намали опасноста од несреќи со трагични последици. При работната посета на Пониква, директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов нагласи дека се неопходни превентивни активности за соодветно обележување, осветлување и поставување физички препреки со кои возачите навремено ќе бидат информирани за потенцијалните опасности на патот. Ова место најпрво треба да биде означено со хоризонтална и вертикална сигнализација за луѓето кои ќе се враќаат од Пониква, особено оние кои што не го знаат ова подрачје, да знаат дека патот не продолжува право зад мене, туку истиот врти во десно со едностра кривина. Бидејќи навистина е многу едноставно да се продолжи право, затоа што овде немаме никаков знак. Значи потребно да се стават соодветни знаци со кои што ќе се обележи ова место, но воедно на самиот пат, односно на местото каде што патот преминува во писта, треба да се стават оние бели линии кои што некои од нив дават звучни вибрации и истите ги предупредуваат возачите дека се случува нешто пред нив, односно дека се ближи крајот на патот, но и оние популарните така наречени лежички полицајци кои што на возачот ќе му укажат дека нешто има пред него и ќе го принудат да ја успори брзината. Воедно во разговор со местното население заклучивме дека со поставување на неколку бандери до ова место може да се донесе струја и истото да биде осветлено. Како наредна мерка која што ќе ја предложиме поставување на соодветен браник, за тоа стручни лица од соодветна област ќе одлучат дали тој да биде метален, бетонски, кои што ќе бидат на самиот крај на пистата и ќе спречуваат излетување на возила од оваа писта. По разговор со градоначалникот, на крајот на пистата е ставен неколку купишта земја како насип, но истите ако налета возило со поголема брзина нема да можат да го задржат, а од друга страна поројните дождови кои што ги има често во оваа планина полека ја ерозират земјата, ја носат земјата и за неколку месеци овие купишта земја кои што сега представуваат некаков браник на крајот на пистата ќе ги снема. Пред неколку месеци на оваа локација се случи трагична сообраќајна несреќа во која животот го загуби едно лице, а две беа повредени. Подоцна како привремено решение на крајот од пистата беше поставен насип од земја, но опасноста од несреќи се уште не е отстранета. Директорот на Центарот за управување со кризи информираше дека е иницирана и постапката за формирање посебен сектор Е112 во рамки на Центарот, што ќе ги координира активностите за брза реакција при разни несреќи и временски непогоди, а за што ќе се користи единствен телефонски број. Тоа се однесува и на подобрување на соработката меѓу противпожарните служби во општините, што поради децентрализацијата сега е оттежната. Наскоро ќе почнат градежните работи за изградба и реконструкција на 4 улици во Кочани. Од локалната самоуправа информираат дека веќе е избран изведувачот, а за реализација на проектите ќе се инвестираат средства од општинскиот буџет. По асфалтирањето на кракот исток од улицата Искра во населбата Усова Чешма, општина Кочани ги продолжува активностите за изградба и реконструкција и на други сообраќајници во градот. Според известувањето од локалната самоуправа, наскоро ќе почнат градежните работи за реконструирање и асфалтирање на уште 4 улици. По заокружувањето на постапката за избор на изведувач, асфалт ќе добијат улиците 529 во Усова Чешма и Димитрија Лазаров во Белското Маало. На оваа улица ќе се реконструира и незиниот приклучок, каде што ќе се обнови асфалтот на површина од над 100 метри квадратни. Реконструкција им престои и на улиците Никола Вапцаров и 8 септември. Градежните работи на Никола Вапцаров ќе зафатат споеви и со улиците Кирил Дзмбов, Тодосија Паунов, како и тротоари од левата и десната страна на оваа улица.
Асфалт ќе биде поставен на површина од над 1800 квадратни метри, а нови плочки со тротоарска површина од 1840 метри квадратни. На улицата 8 септември пак ќе биде реконструиран асфалт на околу 900 метри квадратни. Според известувањето од општина Кочани, изградбата и реконструкцијата на улиците ќе се реализира според програмата за уредување на градежното земјиште за оваа година, а ќе се користат средства од општинскиот буџет. Средното училиште Лјупчо Сантов домакин на активноста како дел од проектот Мојот виртуелен град, кој е финансиран од Еразмус Плюс програмата. Координативна средба во Кочанското средно училиште се одржа со партнерите од Бугарија и Словенија. Во рамките на проектот Мојот виртуелен град во средното општинско училиште Лјупчо Сантов се одржа петиот поред состанок на проектните партнери од Република Словенија, Бугарија и Македонија. Основна цел на проектот, кој финансиски е подржан со средства од Еразмус Плюс програмата, е зголемување на познавањата на наставниот кадар и учениците од средните училишта од Велење, Кочани и Пазарджик за темите кои се од општествен интерес поврзани со функционирањето на градските заедници. Домакин на оваа активност беше Кочанското средно училиште Лјупчо Сантов, а присутни беа и представници од јавните институции од Кочани. Освен директорот на училиштето, гостите ги поздрави и градоначалникот Николчо Илиев. Наставниците и учениците имаа прилика да се запознаат со начинот на функционирање на локалната самоуправа, градскиот совет, комуналното јавно предпријатие, а воедно да ги избогатат своите познавања за можноста и значењето на употребата на обновливи енергетски ресурси и подобрена енергетска ефикасност во урбаните средини, како и за потребата од примена на европските вредности за равноправност на сите жители во заедницата. We are happy. Многу сум среќен што нашиот проект е атрактивен и интересен за останатите. Среќен сум што сум овде. И како што научивме во изминатата година со пандемијата од вирусот COVID-19, многу е важна соработката помеѓу училиштата. Поставивме добра врска и пријателски конекции со училиштето Лјупчо Сантов пред почетокот на пандемијата. За жал, откако почна ситуацијата со пандемијата, продолживме да ги реализираме нашите активности онлайн. Мојот виртуелен град се реализира во Мојот виртуелен град се реализира во 3 држави – Словенија, Бугарија и Македонија. Целта е сите учесници во проектот да се запознаат со начинот на работа на локалната самоуправа, градскиот совет, комуналното јавно предпријатие, како и да се зголеми информираноста на учениците за значењето на енергетската ефикасност, за обновливите извори на енергија, за комуналните услуги, а на крајот да се направи виртуелен град во кој ќе бидат вклучени сите институции и теми. Замислата, целта на самиот проект е учениците со помош на искусните представници од училиштата, нивните ментори, професори, каде што тимски работат, како и организации како што е КЈП Водовод со стручни лица или партнерските организации од Словенија и Бугарија, повозрастни експерти и инженери да создадат, да креираат самите деца, да креираат добивајќи базични податоци виртуелен град, на футуристички виртуелен град со сите оние содржини кои што ги има, кои што треба да ги има градот, меѓутоа со нови технологии кои што се обновливи технологии и кои што ја заштитуваат животната средина. Тоа е едно ново искуство кое што теоретски учениците не го совладуваат, туку преку волнаставните активности, преку меѓусебното дружење, преку различни генерации и соученици од различни училишта добиваат, настекнуваат вештини и променуваат, ги менуваат самите искуства. Денеска имаме еден координативен состанок со нашите партнерски организации. Претпоставувам дека добро ќе се чувствуваат во нашиот град, каде што и мерките се поолабавени и каде што секој некој ќе се обноват нашите спомени од претходните активности и ќе се договориме за наредната активност, како и претпоставувам дека од нашиот престој ќе понесат некој спомен долго во себе. Проектот кој продолжува по 12-месечен прекин поради пандемијата со COVID-19 практично влегува во неговата завршна фаза, во која по завршениот транснационален надпревар помеѓу тимовите на студенти од трите средни училишта, членовите на најдобрите тимови од секоја држава, составени од по 3 ученика, ќе престојуваат на настан во градот Велење, Република Словенија. Во рамките на овој настан, избраните ученици како представници на своите училишта и држави ќе изработуваат виртуелен модел на град во каков тие би сакале да живеат.
Овој настан е предвиден да биде одржан во месец јуни 2021 година. На состанокот на проектните партнери беше посветено и време на организацијата на завршните настани за дисеминација кои треба да се одржат во секоја од трите држави, а во кои настани е предвидено пред локалните представници на образовните институции и надлежните авторитети од областа на образованието да бидат прикажани реализираните активности и постигнатите проектни резултати. Проектот треба да заврши на 30 септември 2021 година со финалната проектна конференција, што ќе се одржи во градот Пазарџик, Република Бугарија. 958 земјоделци поднеле апликација во Кочанската единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за добивање субвенции од програмата за директни плаќања за 2021 година. Поради состојбата со COVID-19 и намалениот број на вработени во Кочанската единица, оттаму замолуваат, ако е можно, земјоделците електронски или дома да ги пополнат барањата и само да ги поднесат во архивата во Кочани. Рокот за поднесување на барањата е до 31 мај. Тече аплицирањето за добивање земјоделски субвенции во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани, кој започна на 5 април и ќе трае до 31 мај годинава. До сега во подрачната единица во Кочани апликација поднеле 958 земјоделци од вкупно очекуваните 2800 до 3000 земјоделци на територијата на трите општини Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Поради ситуацијата со COVID-19, од подрачната единица во Кочани истакнуваат дека работат со намален капацитет и поради тоа ги замолуваат сите апликанти, доколку можат сами дома да ги пополнат техничките барања, со цел да не се задржуваат во подрачната единица и само да ги поднесат до архивата во Кочани, секако со почитување на сите мерки за заштита од вирусот. До овој момент, односно до денес, вкупно до подрачната единица се поднесени 958 технички барања по оваа програма. Апелираме до сите земјоделци колку што можат во побрз рок да го направат, да ги поднесат своите технички барања, бидејќи крајниот рок за поднесување на барања е до 31 мај. Знаеме дека сега уште трае сејбата, меѓутоа за да не се стварат поголеми гужви при крајот, ќе ги замолиме сите кои до сега не го направиле тоа да го направат континуирано. Значи ние сме спремни и во техничка смисла и во персонална смисла да ги прифатиме и да ги обработиме сите барања, а од текот на наредната недела ќе се потрудиме да возможиме и техничка помош за оние земјоделци кои не знаат сами да си ги пополнат техничките барања. До сега не бевме во можност да го правиме тоа, бидејќи и во самата подрачна единица имавме заразени од вирусот COVID-19. Сите оние кои ќе дојдат ги замолуваме да се придржуваат на мерките за заштита од коронавирусот, односно да носат заштитна опрема со себе, тоест заштитни маски и да не се задржуваат многу долго во предподрачната единица, а најдобро е доколку можат сами да си ги пополнат техничките барања дома и само да ги поднесат до архивата на подрачната единица. Сите заинтересирани земјоделци може, освен во подрачните единици, да поднесат апликација електронски преку веб страницата на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството. Оваа година предвидени се околу 80 милиони евра наменети за субвенции на земјоделците. По електронското поднесување на барањето, апликантите треба да отпечатат 2 примерока и истите да ги подпишат своерачно, пошто еден примерок треба да достават до платежната агенција. Оние земјоделци кои не знаат сами да поднесат барање или имаат потреба од помош при создавање на електронското барање, може да се обратат до подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во Кочани 10 лица ја прекршиле забраната за движење во последните 24 часа и се движеле без дозвола во полициски час, истакнуваат од Оделението за внатрешни работи Кочани. Во моментов во Кочани само 68 лица се во самоизолација и под постојан надзор од полицијата. Во последните 24 часа пријави за непочитување на мерката самоизолација нема, а за неносење маска полицијата дневно казнува по околу 10 лица. Во последните 24 часа полицијата од Оделението за внатрешни работи Кочани без дозвола за движење во полициски час фатила и казнила 10 лица кои ја прекршиле забраната.
Со нив полицијата постапила согласно законот и ќе следува соодветна пријава. Другите лица кои биле затекнати во движење за време на полициски час, сите биле со уредни дозволи. За Канал 8 информира Александар Максимов, началник на Оделението за внатрешни работи Кочани. Полициски час наспроти празникот Рамазан Бајрам ќе нема, а од четврток полицискиот час ќе започнува од полноќ и ќе трае до 4 часот наутро. Отстапки од забраната има за сите граѓани кои за време на забраната за движење имаат потреба од итна медицинска грижа и за слободно движење оваа потреба ќе треба да ја најават на службата 192 на телефонот на Министерството за внатрешни работи. Инаку со намалување на бројот на новозаразени лица се намалува и бројот на лица кои се во самоизолација во Кочани. Во моментов такви се 68 лица кои имале директен контакт со заболено лице или добиле позитивен тест на коронавирусот, вели Максимов. Тие лица се под постојан надзор и следење за утврдување дали ги почитуваат мерките за самоизолација издадени со решение за изолација заради спречување на ширењето на заразата од COVID-19. Доколку некои од овие лица ги прекршат мерките за 14-дневна самоизолација, следува кривична пријава. Во последните 24 часа нема прекршување на оваа мерка. За неносење заштитна маска се казнуваат по околу 8 или 10 лица дневно. Намалена е бројката од пред 2 недели, кога се казнуваа по околу 20 на лица дневно. Во уредбата се препишуваат глоби од 20 до 2000 евра за непочитување на пропишаните должности за неносење на лична заштитна маска, шал или марама. Во последните 24 часа се направени 2357 тестирања во земјава, а регистриран е 171 нов случај на COVID-19. Во Кочани 7, а Виница 8 нови случаи. Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово означија нова патека до врвот Китка на Осоговските планини. За предстојниот викенд тие ќе бидат домаќини на меѓународна средба со планинари од Република Србија. Планинарите од Кочани, членови на планинарскиот спортски клуб Осогово го завршија обележувањето на патеката до врвот Китка на надморска височина од 1903 метри на Осоговските планини. Патеката почнува од целото Саса и води до самиот врв. При тоа, членовите на клубот со сопствени средства изработија метален символ во форма на цвет, што го поставија на соодветен столб на врвот. Китка е една од повисоките коти во Осоговијата и е често посетувана од планинарски групи од регионот, а означената патека поминува низ живописен шумски и планински предел. Планинарскиот спортски клуб Осогово за престојниот викенд ќе биде домаќин и на меѓународна средба со колеги од Република Србија. В сабота во Кочани ќе пристигне поголема планинарска група од планинарскиот клуб Железничар од Врање. Заедно со гостите, нашите планинари ќе организираат лесна пешачка тура до локалитетот Мактеон, а оттаму до браната градче и водопадот. За внедела е планирана нова тура токму до врвот Китка, при што стартот на маршот ќе биде од манастирот во местноста Еленец, кај селото Горна Цера. На оваа рекреативна тура може да учествуваат сите заинтересирани граѓани од Кочани, при што должината на патеката во еден правец е 8 километри со висинска разлика од 700 метри, а за искачување и испуштање од врвот Китка потребни се околу 6 часа. Тргнувањето е внедела од 7 часот во градскиот парк во Кочани со собствени возила. За учество во маршот неопходно е да се почитуваат протоколите за заштита од COVID-19.
Почнувани со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.